Британија. Компанијата Pfizer се очекува да испорача 800.000 дози вакцина против COVID-19 во Британија, која прва почнува со имунизација. Компаниите Uber и Lyft за секогаш ја менуваат дефиницијата што значи да се биде работник по сат. А во време на пандемија и средношколци помагаат да се направат услови за работа на оддалеченост. Повеќе за ова во продолжение. Останете со нас. Поздрав од Вашингтон, јас сум Милена Ѓоргиевска. Ова е Ньюсфлеш на Гласот на Америка на македонски. Британија е прва западна држава која почнува со вакцинирање на граѓаните против COVID-19, откако минатата недела дозволи итна употреба на вакцината на Pfizer. Повеќе за тоа како државата се подготвува за имунизација и по кој редослед ќе се вакцинираат граѓаните од прилогот во продолжение. Британија вели дека планира да започне со вакцинирање со вакцината на Pfizer BioNTech уште оваа недела, откако телото за регулација на лекови даде одобрение во вторникот. Тоа беше направено со употреба на процес познат како тркалачка ревизија. Тркалачка ревизија може да се користи при правењето проценки за ветувачки лек или вакцина во ситуација кога времето е голем фактор. Но многу е важно да се нагласи дека ова не значи дека ревизијата не е темелно направена. Pfizer се очекува да испорача 800.000 дози во Британија наредниве денови. Владата досега нарачала 40 милиони дози, доволно да се вакцинираат 20 милиони луѓе. Оние кои живеат во домови за стари лица ќе бидат први за вакцинација заедно со давателите на здравствени услуги. Повозрасните и клинички ранливите категории ќе бидат следни. Здрави возрастни лица најверојатно ќе чекаат неколку месеци. Ние се уште не знаеме дали оваа вакцина само ја спречува болеста, спречува да се разболите или пак спречува зараза од вирусот и негово пренесување на други луѓе. Но има и пречки на овој пат што не е смирувачко за скептичните. Има многу работи што не ги знаеме, зашто немало доволно истражувања, немаше доволно време да се утврди дали овие вакцини се безбедни. Сигурно е дека јас и моето семејство ќе се вакцинираме зашто мора да се вратиме во нормала. Доста ми е од ова. Неколку други развиени држави исто така нарачаа милиони дози на вакцината Pfizer BioNTech, но бидејќи вакцината на Pfizer треба да се чува на минус 70 целзиусови степени, за сиромашните држави како Малави, тоа во моментов е невозможно. Опремата што многу држави ја имаат, вклучувајќи ја и Малави, не е соодветна за ултраладење на целиот Синџир. Ние ги разгледуваме можностите, но во овој момент не знаеме каква вакцина ќе дојде во нашата земја. Другите две вакцини, произведени од Модерна и од AstraZeneca, исто така известија за првичен успех и може да бидат одобрени месецот во Северна Америка и во Европа. До пролет мислам ќе бидеме на патот на враќање во нормал. Не очекувам дека сосема ќе бидеме таму до тогаш, но ќе одиме натаму. И мислам дека останатиот дел од светот ќе очекува да види други вакцини кои може да бидат покорисни и можеби нема да треба да се чуваат на толку ниски температури. Првите случаи на коронавирус кај луѓето беа идентификувани во Вухан, Кина во декември 2019. За помалку од 12 месеци неколку нови вакцини беа развиени со брзина без преседан. Светот сега можеби се наоѓа на пресвртна точка на оваа пандемија. Компаниите како Uber и Lyft би можеле за секогаш да го променат статусот на работниците во САД, откако неодамна беа направени одредени законски измени во сојузната држава Калифорнија. Еве зашто се работи. Оваа реклама на YouTube беше дел од иницијативата од $200 милиони на Lyft, Uber и на други фирми во Калифорнија, со цел да ги убедат гласачите дека работниците кои ги користат нивните апликации да најдат работа, треба да се класифицираат како независни работници, укинувајќи ја сојузната легислатива од 2019 година, со која тие се дефинираа како вработени. Ова е голема победа за компаниите кои веќе не се обврзани да ги покриваат трошоците на нивните возачи за здравствена заштита и платено отсуство. Компаниите ја гледаат оваа победа како глас за доверба во нивниот модел на дефинирање на работното место, што би можело да доведе до слични иницијативи и на други места. Ова е нешто што ќе ја погоди не само Калифорнија, туку и други сојузни држави како Масачусетс, Њујорк и Њу Џерси.
Джирей си е поддржал иницијативата, бидејќи вели дека како независен работник ќе има поголема флексибилност. Не сум вработен со полно работно време, туку со делумно, така што одам на работа кога јас ќе одлучам. Така ми одговара многу повеќе. Но противниците велат дека победата на компаниите ги прекршува правата на работниците. Според нив, ваквите договори навидум нудат флексибилност, но имаат сериозни негативни последици. Ова генерално е проблем за работниците на секаде. Одземате работничка компензација и се што нуди некаква законска заштита. Победата на компаниите како Uber и Lyft може да потикне други индустрии да го прифатат овој модел за регулирање на статусот на нивните вработени, велат експертите. Пострашно нешто е што можеби други компании ќе го следат ваквиот чекор. Замислете што ќе се случи ако Walmart рече дека неговите вработени ќе бидат независни работници. Како што Uber, Lyft и други компании се фокусирани пошироко од Калифорнија, иднината на работата и што значи да се биде вработен, можеби е концепт кој се менува. А ученик од средно училиште во близина на Вашингтон изработува клупи за работа на оддалеченост. Бизнисот го промовирал на социјалните медиуми. Се викам Колби Семајт. Имам 17 години, ученик сум во средното училиште Woodgrove. Сега се наоѓам во фабриката за изработка и дизајн МОС во Шантили. Тие ми понудија простор да работам. Изработивме 50 работни маси, 30 од нив се наменети за училишта, 20 за деца кои имаат потреба од нив и кои лично ми се обрати. Се почна од групата наречена Работни маси од татковци од Мериленд. Тоа се група родители кои изработуваат работни маси за деца кои немаат доволно. Ги дистрибуираат преку школскиот систем. Ми се допадна идејата, самиот сакав да допринесам со нешто до заедницата и ова е одличен начин да ги искористам моите вештини. Супер забавно е да работиш со дрво, да видиш што можеш да направиш. Најпрво отворив страница на Facebook, каде објавив што планирам да направам, тоа се прошири меѓу заедницата преку ноќ. Дојдоа многу донации, луѓето се дарежливи. Благодарение на донациите покриени се трошоците. Драго ми е што ова е проект финансиран од заедницата. Колби прави прекрасно нешто. Забележавме дека има нова организација која се појави на Facebook. Здраво на сите, јас сум Колби Семајт од Работни маси за работење на растојание. Денеска ќе ви презентирам како да изработите едноставна работна маса. Свативме мошне брзо дека може да се вклучиме во ова, затоа што имавме добиено многу нарачки за работни маси, што тој сам не можеше да ги изработи. Тешко е да се најдат работни маси деновиве. Откако школите се префрлија на онлайн настава, почнавме да мислиме за правење вакви маси. Имаме одлични деловни односи со фирмата за градежен материјал Lowe's Home Improvement. Тие ни доставуваат материјали, ние нудиме бесплатна работна рака за склопување на работните маси и бараме волонтери да ни помогнат. Ручекот доаѓа од Sultry Soul Foods. Се обративме до фирмата за селење My Guys Moving and Storage и тие ни помагаат за доставување на работните маси до учениците. Доставувањето на работна маса е најдобар дел во процесот. Секогаш кога можам, сакам да учествувам во тоа, зашто лицата на родителите и децата кога ги видат работните маси се бесценети. Уште како мал сакаше да прави нешта, да гради. Размислуваше како се вклопуваат работите. Мене ми има изработено неколку работи. Сладоке. За роден ден ме изненади со кауч. Купил материјали и во гаражата го направил. Целта ми е да ја проширам пораката и да ги поттикнам луѓето да ја продолжат идејата во нивните соседства. Благодарам на вниманието. За повеќе информации останете со нас и на социјалните мрежи. Пријатно утро.